Членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани ја продолжија традицијата за одбележување значајни датуми од историјата на поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија. По повод нејзиниот роден ден, 29 ноември, се собраа пред седиштето на Сдруженијето во градскиот пазар, каде со интонирање на југословенската химна оддадоа почит на поранешните партизански борци и политичари, кои во виорот на Втората светска војна ги поставиле темелите на заедничката држава. Рекоа дека со гордост се подсетуваат на 73 годишнината од одржувањето на историското второ заседание на АВНОј и формирањето на Титова Југославија. Според нив и постоењето на македонската независна држава денес е директно поврзано со формирањето на поранешната федерација. Македонија е независна благодарејќи на Тито, бидејќи оваа Македонија е дел од Југословенската федерација, како и сите останати републики кои после станаа држави, меѓу кои и Македонија како самостојна и суверена република на Балканот. Наша желба е повторно да се обединиме и повторно да бидеме една силна и моќна Југославија каква што беше порано и која што беше звезда воделка на неврзаните во цел свет. Титовистите од Кочани уште еднаш демантираа оти имаат некакви политички амбиции или пак поврзаност со политичките партии. Нашето Сдружение на граѓани Јосип Броз Тито, кое е самостално и нема никакви допирни точки со политичка партија Титови леви сили, демонтираме секаква поврзаност со политичката партија. Мислам дека таа политичка партија е формирана со цел за лични интереси. Ние немаме никакви причини да бидеме во таа политичка партија, пошто кај нас во Сдруженијето има членови од сите политички партии. Традиционално, со дефиле од возила, накитени со македонски и југословенски знамиња, со фотографии и други обележја на поранешната држава, членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито поминаа по улиците во Кочани, а посетија и дел од населените места во регионот.